Со помош на адвокатот и докторите успеав да го пробијам ледот во работењето на институциите. Мехмет Усаинов по четврти пат пред камерите на М.Н. телевизија ја раскажува маката која досега представуваше кошмар кој што му дишеше во врат. Сега вели дека донесената одлука од страна на судот тој да се лекува во психијатарска болница Негорци е неоснована, бидејќи правдата полека доаѓа. По четврти пат сум јас пред камерите на М.Н. нели телевизија и во сите излагања објавувам толку колку што можам и толку колку што имам право на сето тоа. Во оваа прилика сакам да кажам пред целата македонска јавност дека конечно е пробиен ледот во работењето на институциите, односно го имам првото ослободително решение, каде што Труд и социјала бараше прво една година задолжително лекување во Негорци, па кога тоа им падна, после бараше задолжително лекување при доктор назначен од судот и тоа им падна, и па имавме период кога мораше да правам психијатарски наоди, мислења, да одам на психолози, да одам на тоа, и само ова дело што го гледате е 5 пати враќано од апелација. Значи со колкави маки стигнавме до сето тоа. Во овој момент сакам да изразам голема благодарност до мојот адвокат, до докторите кои го дадоа реален наод и мислење према податоците и према документацијата која во самиот момент им беше приложена, а не како претходно што работеаше на некакви си нивни мислења без никаква документација. Нападот врз Усаинов се случил на 9 мај претходната година, па од тогаш па до денес тој живеал со тежок притисок. Тука се работи, во овоа дело се работи за семејно насилство, кое е пријавено на 2.5, кога јас правам припреми, односно великденски припреми за да работам за Великден. Од 2.5 тука го работам више Великден, а после 2 јас сум на 9 на црквата во Велес, кај што работам. Веднаш после црквата одам на Мирјанина црква, кај што имав напад од господата Радосављевичи, и тоа го направија такви брзи потези за да ја не знам на каде. Значи во ова судење и на крај да дојдам до ова ослободително решение и да паднат сите жалби од Труд и социјала и да бидат назначени како неосновани. Има многу работи кои во тој момент ја не го обвинувам ни првиот судија, не го обвинувам ни вториот, со тоа што се сменија дури 3 судии, меѓутоа најголемата салата, така да кажам, во ова судење се случи кога го назначија вториот судија. Потоа дојде трет судија, така да третиот судија си донесе така како што треба према документацијата. Не сакам да се поплачам во моментот од апелација во штип дека нешто направиле што не треба, меѓутоа овие документи ја ќе ги со дописи и со преписи ќе ги вратам, ќе ги пратам таму кај што треба. Инаку судот на последното судење донел одлука за задолжително лекување во Негорци, но како што вели Усаинов, истото е одбиено и донесено решение како неосновано.